Работничката партија обзнанува дека не сме се да се одржи попис во кој луѓето се сведени на гола бројка само за задоволување на нечии мрачни интереси. Државата треба да прави попис за од време на време да си ја провери евиденцијата што ја има за населението. Но пописот ќе биде добар, успешен и во функција на државата и народот само ако податоците од граѓаните не се земат како голи и безимени бројки, туку како податоци за живи луѓе со своји потреби и проблеми. Значи, владеачката номенклатура, наместо да го попишува населението како да е инвентар на државата, треба да има евиденција за секој граѓанин. За ова постои цела армија од државни службеници, треба само едноставно да се стават во служба на народот, да се симнат меѓу него и да работат за него. Така и без попис ќе се знае колку деца ќе има по школите, затоа што сите новороденчиња се евидентираат при самото раѓање. И без попис ќе се знае колку деца се школуваат, матурираат и дипломираат и докторираат со едноставно примање на податоците од училиштата и факултетите. Што е важно колку социјални случаи има по број, ако социјалната држава, како што пишува во Уставот, не ги знае по име и презиме, а не за нив да дознава од новинарите. Што е важно колку ако со пописот да се утврди гола бројка на невработените, ако не може директно му се помогне на секој поединец и ако евиденцијата од Бирото за вработување да е оперативна, па навремено не се влие на структурата на кадрите. Не треба попис за навреме да им се помогне на земјоделците и да се насочи нивното производство. Не сме, како досега, за граѓанинот најпедантно се води сметка само за неговата смрт и да не постои неевидентирана смрт. Но сепак, на избирачките списоци, како што многу пати досега имало, се наоѓаат и покојници. Не смее да се одржи попис во кој луѓето се сведени на гола бројка, само за задоволување на нечии мрачни интереси.